честа е голема да може да се говори за создавање на нова влада, но уште е поголема врската поради добиената доверба. Вака Христијан Мицкоски го започна своето експозе како мандатар за состав на нова влада на 22 јуни минатата година. Во него тој ветува борба со криминалот и корупцијата, обнова на довербата во институциите, нови инвестиции, подобра економија. Речиси една година подоцна, граѓаните ги прашавме дали владата го исполнува тоа што го вети на ланските избори. Треба најмалку еден мандат па нешто да се покаже. За своите джепови. Не читам толку шtampa, не знам. Не можам да ти одговорам на ова прашање. Па уште не се баш. Прво треба да ги решават нели по приоритет, да кажеме, рекоа една изборна единица, следување на град Скопје, градски сообраќај, транспорт. Може ли да наведете некое ветување на кое се сеќавате, а е исполнето во меѓувреме? Не се сеќавам баш на такво нешто. Да, лагата нивна. Па тоа е пензиите што ги качија, 5000 денари. Безбедија некои пари, да кажем. И ова со британците и ова со унгарците. Па ајде, нека ги употребат како треба. А некое што не е исполнето, а вам лично ви е важно? Не е исполнета, да ти кажам. Прво, чистотата кај што живеем Газивова, Скривниците, тоа е катастрофа. Тоа е, секој фрла ѓубре, никој не води рачун. Прво не е чисто. Да не зборам за чаршија, за кале. Да не зборам за други работи. Не знам, стварно не знам. Да го средат градот. Значи да го решат градот, нечистотија, ѓубре, центарот, стварно тоа е ургентно прашање. И градски сообраќај. Така велат граѓаните со кои поразговаравме во центарот на Скопје. Подлабинска анализа направи Институтот за економски истражувања и политики Finance Think. Заедно со неколку специјализирани организации во различни области, тековно работат на две главни активности. Од една страна прават анкети меѓу граѓаните за нивните согледувања во врска со 5 различни области, а за истите области се следи и исполнувањето на владините ветувања од програмата 2024-2028. Тимот истражувач идентификувал 139 ветувања во владината програма. До сега за исполнети ги сметаат 18 или околу 13% од ветувањата. Дополнителни 51, односно 37% се во насока на исполнување. Статус на неисполнето имаат 55 ветувања, што е околу 39,5%. Од преостанатите, за 10 нема податоци, а за 5 оценката е дека одат во спротивна насока. Најголеми постигнувања има во секторот на образование, каде што исполнетоста е со 9 мерки реализирани, а 26 се во тек на реализација, а дополнително со некаков сличен прогрес се останатите сектори социоекономски, млади и здравство, додека пак во делот на родова еднаквост нема исполнето ниту една од ветените мерки. Во областа социоекономија истражувал тим токму од Институтот Finance Think. Мапирале 43 ветувања класифицирани во неколку подобласти. Од нив досега се исполнети 4 ветувања поврзани со даночни стапки и зголемување на пензиите. Ветувањата што се во процес на исполнување пак главно се во делот на макроекономската стабилност. За разлика од исполнетоста, која што во моментот не е можеби најзагрижувачки аспект, поголем ризик и поголема загриженост треба да бидат оние ветувања кои во моментот одат во спротивна насока од ветувањата. И тие се главно поврзани со структурни реформи, каде и со фискалната консолидација, главно во делот на намалувањето на буџетскиот дефицит и оние кои што се поврзани со сива економија, намалување, зголемување на продуктивноста, зголемување на инвестициите. Приоритет на граѓаните пак, покажале анкетите, се јавните услуги од повеќе аспекти: достапност, квалитет и финансиски трошок. Тука особено би сакала да ги нагласам ветувањата во делот на платите за јавната администрација, каде што иако граѓаните сметаат дека тоа не е висок приоритет, дури и голем е процентот на оние кои се спротиват на таквото зголемување на платите во јавната администрација, сепак платите во јавната администрација дури растат и побрзо од онаа стапка која што е ветена, а тоа е дека ќе растат во согласност со економијата и тоа представува еден од посериозните ризици. Со делот здравство се занимава Македонското лекарско друштво. Тие идентификувале 31 владино ветување во здравствениот сектор.
Меѓу ветувањата кои ги бројат за остварени се зголемувањето на капитацијата кај матичните лекари, проширувањето на позитивната листа на лекови, како и укинувањето на економските директори. Ветувања чие исполнување е во тек се вработувањето здравствени работници кои подолг период се со договор на дело, реновирањето и модернизацијата на здравствените установи, како и набавка на современа апаратура. Во наредниот период остануваат како голем предизвик неколку работи. Тоа е длабинска реформа на примарната здравствена заштита, процес кој што со анализи и препораки беше започнат уште за време на ковидот. Регионализацијата на болниците со цел да се направи подобар пристап и поквалитетна здравствена грижа за граѓаните. Дигиталната трансформација, тоа е процес кој што е започнат, но се уште е потребно да се надградува системот на мој термини, исто така системот за долготрајна нега на болните, тоа се така наречените домови за стари и изнемождени лица, кои што во моментов во најголем дел се приватни домови. А што мислат пациентите за актуелната состојба? Според истражувањето на лекарското друштво, граѓаните се најзадоволни од пристапот и од квалитетот на услугите во примарното здравство. Незадоволство има од долгите листи на чекање за специјалистичките услуги и од здравствената инфраструктура. Граѓаните сметаат дека приоритетно треба да се реновираат и модернизираат болниците. Во однос на трошоците што граѓаните ги имаат при користењето на здравствените услуги, постои еден параметар кој што се нарекува плаќање од џеб, кај нас 100% околу 46%, тоа се средства кои што граѓаните директно приватно ги плаќаат за купување на одредени лекови, помагала, користење на одредени болнички услуги, кај нас е тоа многу високо во споредба со европскиот стандард кој што е околу 22%. Најголемиот дел од овие трошења, околу над 80% се должат на набавката на амбулански лекови. Во образованието, Македонскиот центар за граѓанско образование мапирал 37 мерки односно ветувања. За остварени бројат 9, во тек 26, а 2 неостварени. Најголемиот напредок е во областите на основно и средно образование, бидејќи таму се донесени или се изменети досегашните законски решенија, така што и со тоа се направени предуслови за некои понатамошни политички мерки. Па така, например, бидејќи се изменети или донесен нов закон за средно образование, изменете законот за основно образование, има закон за учебници, подзаконски мерки и слично, сите овие се некој чекор во остварување на дел од политичките ветувања. Инаку дел од остварените мерки, веќе ги напоменам, направена е сеопфатна ревизија на концепцијата за основно образование. Потоа се воспостави систем за проценка и наградување на успешни училишта и поддршка при реализација на нивните развојни програми. Ова е процес кој што би требало да продолжи и во иднина. Сепак, според Мицковска Ралева, во образованието допрва треба да започне спроведувањето на посложените мерки. Например, во програмата е планирано пилот имплементација на STEM концепт во некои основни и средни училишта. Ова не е операционализирано во програмата, што е за очекување, меѓутоа исто така не можеме да го видиме пресликано во стратешкиот план и во годишниот план на МОН за следната година. Така што станува да се види дали можеби понатаму ќе биде вклучен. Исто така предвиден е Центар за образование и развој на наставници и стручни соработници и оваа мерка како таква не е вклучена во овие стратешки документи, иако се предвидува континуиран професионален развој на наставниците и стручните соработници, нели, зголемен буџет за овие аспекти. Анкетите на Младинскиот образовен форум покажале дека за 80% од младите најважен е пристапот до услугите, например, колку се достапни леглата во студентските домови за сместување. Приоритети кои ги истакнуваат исто така се условите за вработување и младите во истражувањето го потенцираат потребата за флексибилна работа и флексибилно работно време. Тоа ни го потврдија и интервјуата кои ги имавме директно со граѓаните и со младите, кои исто така истакнуваат дека има огромен недостаток на пракса во образованието и дека нема многу можности за младите сами да можат да почнат да развиваат бизнис идеи, да тргнат кон патот на предприемништвото.
Владата имаше ветувања за многу од овие прашања, вели Савески, но малку е остварено. Например, тоа се формирањето на Министерството за социјална политика, демографија и млади и Центарот за истражување на младински прашања во рамки на Министерството. Меѓутоа, од она што го знаеме во директна комуникација со чинителите во Министерството, дека се уште се екипира самото Министерство за да може по-независно и по-самостојно да функционира. Во фаза на остварување се мерки како поголемо финансирање млади земјоделци, како и реконструкција на студентските домови. Но има и мерки што не се остварени и нема најава дека ќе се остварат. Тоа е ветувањето за ваучер од 250 евра за 50.000 студенти за електронски уреди. Тоа беше најавено на пресконференција во владата, меѓутоа тука и допре целата реализација на ниво на најава и владината мерка за апликација за младински стандард, која се уште не е реализирана. Следењето на ветувањата, дадени во владина програма, не е работа која првпат ја прават во Finance Think. Под надзор ја има и програмата на владата за мандатот од 2020 до 2024 година, каде на крај имаше повеќе неисполнети отколку исполнети ветувања. Податоците за перформансот и на претходната и на актуелната влада се јавни. Ги има на интернет под името Компас Следач на владините политики.